одржавме конгресот на 9 септември во Прилеп, на кој што се формира Генерален совет на македонците со учество на македонците од секаде каде што ги има. Значи, акцентот пред се беше ставен на представници на македонскиот народ од Беломорска Македонија, од Пиринска Македонија, од Албанија. Исто беше и промоцијата на книгата која што ја напишав, Македонска национална доктрина, која што ги содржи пред се 18 постулати на борбата за македонска кауза, она што би требало да биде смерница по кој што би требало Македонија се движи во овие моменти кога сме нападнати буквално од сите страни. Дека опцијата решавање на проблемот со името ја имаа скоро сите досегашни влади. Значи, Македонија мора да побара согласно конвенциите, согласно сите одлуки на Обединетите нации, гласање со просто мнозинство. Консултации со професор доктор Игор Јанев, он е професор по меѓународно право и веројатно најповикан околу стручноста на решавање на овој проблем, во кој што сме втурнати не по своја волја. Значи, дојдов и до еден податок фрапантен кој што он ми го кажа. Значи, македонските влади досега од 30 држави во светот немаат побарано признавање под уставното име. Значи, ова е еден нов момент кој што укажува на некои други работи. Да се врати уставниот поредок во Македонија на статут, на рамниште, најмалце на уставот од 91-ва, меѓутоа како основа да се земи Асномскиот манифест. Значи, Асномскиот манифест содржи компоненти кои што мора да бидат директна основа за Македонија како држава за векови. Ние се видовме дента кога Бојко Борисов беше дојден овде, кога се подпишуваше во владата оној договор, и единствено Македониумот беше излезен да протестира. Ние протестираме цело лето, од 31 јули. Првиот протест беше закажан и тие протести прераснаа во секојдневни. Не беа масовни, меѓутоа како протест беа искажани. Значи, Македонија има влада која што е ненародна, влада која што распродава се што е национално, а згоре на тоа коалицира со оние што впрочем и коалицира и претходно со Груевски. Значи, коалицира со УЧК, нешто што го спомнував овде пред година дена, да кажеме, од прилика. Значи, еве и вчера имавме некоја разрешница, епилог на случајот Диво населје. Меѓутоа, знаете, кога за председател на собрание имате човек кој што дезертирал од државната армија, од АРМА, имате човек кој што се одметнал, станал терорист, пукал во луѓе, во војска, во полиција, во оние што ја бранеа државата, и денеска да биде авторитет, тоа не оди. Тој човек треба да биде земен на одговорност. 100 пати имам кажано и повторно ќе кажам пред македонскиот народ. Постојат двајца виновници за последната декада за се ова што се случува во Македонија и зашто сме стигнати до тука. Имињата се Никола Груевски и Зоран Заев. Денеска луѓето ги согледаа работите на нив, не му е јасно како може еден Груевски толкава партија да ја држи настрана и да не протестира. Внимавајте, еве парадокс од некти. Заврши изборите. Резултатот е тој што го имаме. Местено, не местено, ќе тргнеме настрана. Така, излезе Никола Груевски и вели вака. Значи, ние резултатите од овие избори не ги признаваме. Ако не ги признаваат, зошто тогаш сите советници по сите општини во Македонија одбијат да ги не одбијат да ги примат решението, него сите ги зема. И оние што се избрани градоначалници. Значи, еве јавно ќе му се обратат. Значи, Никола Груевски, како председател на Семакедонскиот национален совет во име на македонските национални интереси, те замолувам да ги повлече собствените подписи од Пржино 1 и 2. Значи, да ги повлечеш собствените подписи од Пржино 1 и 2, повторувам, и да се откажеш од присуство на делегација на ВМРО ДПМН во Париз. Значи, во името на македонските национални интереси. Македонскиот народ
не може да седи пасивен и да се држи настрана. Во моменти кога му е растора државата, уставот, кога на власт имаме такви какви што имаме, кога во Западна Македонија половина Скопје и Куманово не може да се стави македонско знаме, ќе биде симнато веднаш за сметка на албанските знамења, кои што означуваат нешто. Значи, поставување знаме означува територија. То треба да му биде јасно на секој. Ајде, Заев излези да видиме кој е посилен. Значи, ова се сведува борба за власт меѓу Груевски и Заев. Нема идеологија. Не користат воопшто таква терминологија во реториката. Директно одат, директно се посочуваат. Тоа веќе укажува на многу работи. Тој граѓанскиот концепт кој што беше вметнат во државата некаде 94-95 година, и еве случајно еден податок. Знаете ли кој е првиот основач на првата невладена организација во Македонија? Денешниот председател. Тој истиот кој што 2001 година беше подпредседател на Сорос фондација Македонија, седеше до Милчин. И мене денеска неговото однесување не ме чуди. Ние немаме повеќе што да даваме и што да распродаваме. Ако не мислат така, тогаш Македонската народна влада, овој фронт кој што се создава, ќе биде принуден да го вика народот да излезе на улица. Да се ја браниме државата, како знаеме и умееме, доколку сакаме да обстанеме на светската карта на народи, да не има. Дефинитивно, Груевски и Заев не се тие кои што ќе го бранат македонскиот став. Они одработуваат нешто сосема спротивно. Таа е вистината.